Власта ќе се бори од петни жили да го зачува македонскиот идентитет и јазик, а не како претходниците кои прифаќаа секакви уцени и ултиматуми, подпишуваа штетни договори и измеќареа за туги интереси. На обвинувањата од СДСМ дека наводно се откажал од македонскиот идентитет и јазик, премиерот Мицкоски остро реагира. Нема логика тие кои го распродаваа идентитетот сега да зборуваат дека биле загрозени националните интереси. Можеби тоа е само во нивната микроорбита на измеќари на туги интереси и предавници од највисок ков. И тоа се покажа и докажа во минатото. Владата на СДСМ и ДУИ единственото нешто кое што го правеше покрај тоа што го знае најдобро, тоа е да краде. Тоа беше предавствата национални и подпишувањето на сите оние документи што им беа ставани на маса. Станува збор за национално исплакнати луѓе кои што освен кариера и да го крадат народот, а потоа да уживаат во тоа што го украле од народот, ништо друго не им преостанува. Обвинувањата од опозицијската СДСМ доаѓаат во моменти на дипломатска офанзива на власта која се бори да најде решение за македонските евроинтеграции, а истовремено да го зачува идентитетот во време кога нашата посебност ја негира нашиот источен сосед. Тоа што го прави оваа влада на ВМРО, ДПМН и коалицијата е токму жесток обид да се поврати барем малку од она кое што тие го распродадоа и го вадиме на виделина сето она за кое што досега ако некој имал било каква дилема, верувам дека од сега ќе нема. Ние продолжуваме жестоко да се бориме за нашиот идентитет. И додека на дипломатски план власта се бори да ги истакне своите позиции и црвени линии за заштита на македонскиот идентитет и јазик, земјава се соочува со блокадата од Бугарија, уставните измени, обврска на која се согласи претходната влада, прифаќајќи го францускиот предлог во 2022 година. Уште поголем апсурд е што сега СДСМ обвинува дека позициите на земјава се нарушени, иако одстапките во минатото ја доведоа Македонија во потчинета состојба.